Здраво на сите и добре дојдовте во мојот нов влог. Моментално се пием кафенце. Нескафе. Денес имам неколку обавези што морам да ги завршам. Имам неколку работи што морам да ги разгледам. Тука имам една цела листа напишано што треба да направам. Фала Богу, првата листа е скоро готово. Треба да одговорам уште на мејл. Тоа е тоа. Како е планот денес? Моментално е 12 часот, скоро, без 10 минути. Јас станав 2 сати порано, станав во 10 часот и работев некои работи важни на компјутер. Изгледам, не знам како да се опишам, но можам да кажам дека сношти многу добро се одморив, затоа што работев прва смена, си дојдов дома, малце уживав, спиев и така да денес станав без проблем. Друго нешто, денес треба да пазариме и морам да испратам документи по пошта. Треба да ги испратам моите документи за германски пасош и уште едно писмо што мислам дека ми е завршено. Само момент. Значи вака. Ова се сите мои документи за германски пасош. Сега го држам овој плик по 2 години германскиот пасош. Тука имам некои грешки што морам да ги коригирам, затоа што само препишам така. Да кажам. Наместо 2025, 2023. Видете? Се затвори. Значи, знаете дека во претходниот влог мојот план беше да правам сладки. Сега, јас сладки не направив затоа што сватив дека јас немам калап. Ќе ви оставам слика отприлика каков калап мислам доколку најдам. И јас вчера правев калап од картон. Ќе ви оставам исто како изгледаше. Најголемата глупост што можев да ја направам, повторно сладки не направив, сватив дека од тоа нема ништо, ако ќе правам некои нормални бомбици, нема да ми треба калап. Друго нешто, рутер се уште не е порачано, интернет дома немаме. Без интернет можам да кажам дека не се живее во денешно време. Значи, без чат GPT, без такви работи, не знам. Трето нешто. Најдов една апликација многу интересна. Се вика Perplexity. Ќе ви оставам слика. Како другарка. Значи, ви кажувам искрено, сношти се изнапрев муабет, се ја прашав, се ми кажа, дури ако, пример, вие разговарате како разговор и сега ако ја прашате нешто, таа вас ви одговара, тоа е цел разговор. И дури од време на време ја заборавав дека зборувам со незе и таа само ќе ми зборнеш, дали си тука, јас се сплаши се, затоа што сум моментално сама во цела куќа. Имам една идеја за снимање видео, а тоа е колку може да се преживее во Германија со 10 евра. Во смисла, колку време можете да издржите со пазарење од 10 евра. Што да купите, какви намирници, на попуст и такви работи. Тоа планирам да го снимам, но не сум сигурна дали денеска ќе успеам, затоа што имам и други обавези што треба да ги завршам. Само да не заборавам. Значи, тоа е тоа. Денес ве земам со мене, од 4 сум на работа, така да не знам колку ќе успеам да ви снимам, но сепак мислам дека овие видеа
Ќе бидат некои кратки домашни влогови со многу обврски. Мислам дека тоа вас ви е интересно. Јас искрено најприродни влогови гледам. Не обожавам влогови каде што се е фейк, се е праено. Мислам, ворете да имаш некој план, но сега има некои луѓе што навистина многу се трудат и не е природно. Мислам, барем лично за мене, јас обожавам да гледам вакви опуштени влогови како да сум на кафе со другарка. Мислам дали во живот воопшто ќе остане едно цвеќе во мојава куќа живо. Видете го мојав аутфит и немојте хейт да ме коментирате. А сега малце да ги навадиме цвеќината. Кој освен мене вади цвеќина со бокал и со вазна? Ајде кажете ми. Тука имаме едно шарче или цвет, како би рекле вие. Немојте да ја гледат тревава, немојте го молам. Покрај кофа јас вадам со тегла. Внатре има положа. Ево спремам јадење. Гледате, колбасчина, пливаво масло. Јас сум таква, 2 дена здраво, 6 дена се пливаво масло. Ете, јас ги дадов документите за тие што треба што ги спремав. Сега одиме малце да испазариме и после тоа одиме дома. Шо е тоа? Много супер. Видете што се купи. Знаете што е? Треши. Треши за 2 евро. Треши. Малце Lidl Haul. Сок. Кајќалка за мраз. Банани, некои шампони што ми кажа дека биле добри. Само ти ми рекла од лимона, јас зедов манго, немаше лимон. Па се викам исто, и ова е лошија, и тоа е лошија. Отрпата? Не, назад. Макарони, делверде, што се вара 2 сати. И тоа е тоа, сок од праска. Дојдовме да ги купиме гумите.
нешто денес да има работна акција, сите косат реди. Која гума е дошо истишена? Сите? Не, уреца. Во Реца? Ами зашто дојдовме? Треба 250, а и 260 душо. Ме зафркаваш? Треба да ги стишиме или? Еве како треба да изгледа една напумпана гума. Нема овде душо, окей. Порете? Добро. Што треба сега да направам? Мојот маж не ме поддржува за снимање YouTube видеа. Ставете лайк ако не сум единствена. Значи... Окей. 10 од 10. Батерија на телефонов има многу слабо, така да овде ќе го завршам овој влог. Се надевам дека ви се допадна, дека уживавте во уште еден ваков обичен ден, не така специјален, со не многу случувања. Јас сега одам да спремам за работа. Вие уживајте и се гледаме во моето следно видео. Чао!